добро вечер, почитувана екселенцијо, почитувани пријатели, драги гости во вашето Скопје. Кога се кандидирав за градоначалник на овој град, на моите сограѓани ветив дека Скопје ќе биде функционален и паметен град, град безбеден за растење и спокоен за пензионирање. Овој сериозен предизвик ја наметна потребата од проектот Паметен град да стане еден од основните мотиви на градската администрација со цел да ја оствариме главната цел Скопје да го претвориме во функционален град кој што целосно ќе излегува во пресред на своите граѓани. Со реализација на проектот Паметен град, Скопје ќе стане модерна престолнина, каде што основен двигател ќе бидат напредните информатички технологии. Тоа подразбира системски собирани корисни информации, организирани во еден функционален систем кој што ќе го поедностави секојдневниот живот на скопјани. Крајната цел е граѓаните да добијат ефикасни, но и ефтини услуги со целосен увид во перформансите на градската администрација. Работиме на воспоставување на концепт на целосно интегриран комунален сервис, кој што ќе има за цел да им овозможи на граѓаните простор каде што ќе можат да пријават проблем, поврзан со комуналните услуги на градот и веднаш да добијат решение. Тоа вклучува функционални кол-центри, мобилни и веб апликации кои ќе овозможат редовни известувања за информации од комуналната сфера, услуги за плаќање на комуналните такси, следење на статусот на решавање на пријавените проблеми. Мојата визија за Скопје има за цел да обезбеди модерно управување со паркинг местата во надлежност на градот. Дигитализацијата на градските паркинг места со централизиран систем за мониторинг и наплата, кои ќе ја зголемуваат ефикасноста на услугите за граѓаните е еден од клучните предуслови за тоа. Она што сакам на крајот да го постигнеме е можноста секој граѓанин преку користичка апликација да има увид во слободните паркинг места во реално време. Со тоа ќе го олесниме барањето на паркирање, на слободно место за паркирање во градот, со што директно ќе влијаеме и на заштита на време, меѓутоа и на заштита на средства и ресурси на нашите сограѓани. Паметното осветлување на јавните површини од друга страна очекувам да резултира со огромни заштеди за трошоците на електрична енергија, која ќе се намали во областа на јавното осветлување. Ова се само дел, односно мал дел од придобивките на проектот Паметен град. Тој во својата суштина подразбира максимално искористување на дигитализацијата и на модерните информатички технологии, а во насока на создавање на услови за заштита на материјалните средства, но и времето како најскап ресурс во модерното живење. Имајќи го во предвид брзиот развој на модерните технологии, имплементацијата на Smart City како концепт бара брзи, конкретни, но добро испланирани и координирани чекори од повеќе институции на локално и национално ниво. Градот Скопје е целосно подготвен да биде лидер во овој процес и да превземе се што е неопходно нашите сограѓани да добијат паметен и функционален град кој што ќе биде во чекор со модерните европски градови кои што бележат сериозен напредок на ова поле. Отворен сум за сите идеи од стручната јавност. Овие идеи можат да помогнат овој концепт да стане наша реалност. Верувам дека оваа конференција ќе даде еден огромен и сериозен придонес во таа насока и ќе помогне правилно да ги насочиме активностите кои што имаме обврска да ги реализираме за доброто на нашите граѓани. И да не биде дека ние политичарите само зборуваме и ветуваме, она што е веројатно добро да го знаете дека процесот на Скопје Smart City е сериозно отиден напред. Завршена е фазата на технички диалог со понудувачи. Моите очекувања се до крајот на март месец, ова што овдека го говорев, ќе биде предмет на јавна постапка и некаде околу нова година ќе започнеме со имплементација на едно сосема поинакво Скопје такво како што го разбираме. Ве молам, помогнете кој колку можете, тој концепт да биде што е можно подобар, што е можно поуспешен, што е можно поуслужлив. Благодарам многу.